со мене во студиово ми се придружија двајца уважени гости, господинот Исме Рамадани, кој што е претседател на Атлантскиот сојуз на Македонија, Исме, добро утро. И професорот Ненад Марковиќ, нас добро познат аналитичар во ова студио, бидејќи професорот Марковиќ го замолуваме повремено да се видиме, а кој исто така и член на Советот за национална безбедност, кој вчера одржа и седница. Ненад, јас, ако смеам вака веднаш да тргнам, со председателот Пендаровски ќе разговараме за заклучоците од Советот за национална безбедност. Сепак мислам дека со него ќе ни останат тие прашања да ги отвориме. Но би сакал и двајцата да ве прашам како, мислам, предпоставувам дека ќе се согласиме дека и вие и целиот свет е веројатно шокиран од се ова што се случува и така натаму. Меѓутоа, како ја гледате, еве Ненад, на тамошниот развој на ситуацијата, би рекол и вон само оваа воена операција која сега се одвива и таа ќе заврши тогаш кога ќе проценат војните стратези дека треба да заврши. Но како ова понатаму ќе се развива во некаква политичка, па и општествена смисла за самата Украина и пошироко? Ако треба да се сумира во една реченица, мислам дека е јасно дека Путин ќе го добие спринтот, меѓутоа мислам дека ќе го изгуби маратонот. А ова ќе биде маратонска битка која ќе има неколку чина и која ќе трае малце подолго од тоа што ние би сакале да трае. Оно што прво и основно нејасно, мислам дека можеби ни самиот Путин не го знае во овој момент, иако се сомневам во тоа, е докаде мисли да оди со оваа инвазија. Јасно е дека украинската страна може да даде ограничен отпор и дека имаше неколку сценарија каде би можело да заврши, затоа што тоа ќе биде првата фаза после која веројатно ќе треба да се седне повторно на маса. Како сите конфликти и овој ќе заврши таму, но битно е дали ќе заврши од перспектива на тоа што ќе заземе само дел од Украина, ќе дојде до Днепар, цела Украина и така натаму. Што ќе се случи со владата во Киев? Јас мислам дека тој на крајот сепак ќе сака да седне на маса, но ќе сака да седне на маса со многу посилни карти од оние кои ги има под своји услови. Не сум сигурен дека дури тоа многу ќе му помогне во оваа ситуација, затоа што мислам дека изопштеноста која му се случува во овој момент е многу поголема од што тој очекуваше. Дури некои негови традиционални сојузници му свртеа грб, или луѓе од кои можеби ние проектиравме дека ќе му бидат традиционални сојузници. Така да дури има Сабајле, Србија важи нели за Русија, за земја која гледа благонаклоно на Русија, Сабајле би имав прилика да ги гледам вестите, воопшто не е така. Се изразува солидарност со рускиот, но се изразува солидарност и со украинскиот народ, се повикува на деескалација и не видов јас претерана симпатија кон она што Путин го прави. Така да ќе биде прилично незгодно. На долг рок ова ќе биде повеќе геополитичка и дипломатска битка колку што ќе биде воена битка. Во воениот аспект работите се помалку или повеќе јасни. Меѓутоа, онаа друга димензија, па дури димензијата на информатичката војна која ќе се води, мислам дека отвара сосема нов простор за реорганизација на односите и за позиција од која Путин тешко дека ќе може да се врати. На таа линија би сакали со Рамадани да продолжам, бидејќи јасно е дека во воена смисла НАТО пактот е сепак помоќен од капацитетите на руската армија, но никој се уште предпоставам не предвидува да дојде до тој вик на конфликт. Но оваа ситуација сега со Украина е еден пресвртен момент во смисла на поголемо збивање на редовите на Западот, кои што бидејќи се состои од демократи, па е, како да кажам, и нормално да има вакви мислења, такви мислења, сепак се тоа земји во кои што има живи демократи, за разлика од, да речеме, од Русија. Дали оваа точка на судир сега со визијата, со идеологијата, со она што го прави Путин, ќе придонесе за збивање редови и можеби за некаков нов пресврт демократски од тука натаму, дури и на некакво глобално ниво? Да, јас мислам дека прво добро е тактички ако се анализира што Украина не пружа отпор веднаш, првиот ден после првиот налет, офанзива на руската армија, затоа што свесна е за капацитетот. И тие се анализи кои ги прават... Се извинувам, украинската армија не е мала, но во споредба со руските капацитети е секако... Не, зборот ми е дека треба да се почека и како ќе реагира светот, односно прогресивниот свет. На тоа што ако се надевал Путин дека во Европската Унија, во НАТО и во овие држави ќе има недоразбирања, ќе има некаков расцеп и така натаму, мислам дека тука не ја погоди работата, затоа што
после офанзивата, односно агресијата, реакциите се и од земји кои он се надевал дека нема да бидат против. Толку против. Мислам, одлучни. Практично, само Кина е воздржана околу сето тоа, значи нема никаква... Јас мислам дека Кина и понатаму ќе остане воздржана. Се разбира. Затоа што нема, и Кина има интереси кои се економски, трговски, сигурно. Она е во подем и нема да ризикува. Зборот ми е првата реакција на Шолц, канцеларот на Германија. Мислам дека вчера е дури пооштра што ние очекувавме поради тој интерес за гасот и така натаму. Меѓутоа, и тие кои му беа блиски, некои авторитарни лидери и така натаму. Дури и Турција имаше веројатно едно од изненадувањата е позицијата на турскиот председател. Вчера дури имаше така вебинар конференција за ставот на Турција во сето ова. Турците беа, мислам, дури Ердоган, што не го оправдува тоа што го прави Путин. Мислам дека Путин, да не е тежок збор, многу лудничаво влезе во оваа авантура, така што он сега треба да знае една работа, дека војната кошта. Сепак е скапа работа, Вчера разговарав, ништо друго. Вчера разговарав со еден финансиски експерт, бидејќи јас тоа не сум, а ќе поразговараме и со академикот Таки Фити после разговорот со председателот во следниот час, токму околу овие аспекти. И тој вели, видите, оваа војна ќе кошта милиарди, се уште не може да се процени колку и ќе ги кошта сите, се разбира, но Русија, која што е добро подготвена што се однесува до тоа, сепак ќе потроши десетици, ако не и стотици милиарди, зависно како ќе се развие. Замислете тие пари да отидат на развој на Русија. Замислите тие пари, вели тој, да се дадеа во развој на образовниот систем на Русија, во развој на дополнителен, на не знам какви... Моите очекувања се дека сепак се работи за еманципирана нација. Мислам, таа ќе почне веќе да мисли што се прави. Ненад, тоа е добра точка за каква е всушност позицијата на Путин и во самата Русија, бидејќи ние сме навикнати да слушаме дека тој супериорен таму и така. Ваков има две опасности тука. Мислам дека начнавте нешто од таа работа. Првата опасност е нормално реакција од народот. Ако ова многу долго трае, ако почнат да стигнуваат потресни слики, ако почнат да стигнуваат луѓе во ковчези, ќе почнат, така, притисокот внатре ќе се зголемува. Убаво рековте, тоа е сепак една еманципирана нација која има одредена демократска свест, која нема да остане нема. Вие може да уапсите 2000 демонстранти, ама не може да уапсите 200.000 или повеќе ако ви излезат по улиците на главните руски градови. Да потсетиме дека Путин така и дојде на власт брзо решавајќи ја Чеченија. Да, со војна, но тоа беше поентата, бидејќи русите беа веќе уморни. Јас не велам дека тоа ќе се случи, само велам колку подолго трае интервенцијата, толку повеќе самата руска јавност има веќе почна. Од првиот ден веќе почна отпор и втората слаба точка реално на Путин која го прави налив се неговите соработници. Не сите веруваат во ова што го работи и не сите веруваат во ова што го прави и не се сите сигурни дека донесе добра одлука. После оно скандалозно видео на шефот на контраразузнавањето руско како пелтечи и како не може да се снајде, многу е јасно дека неговите соработници се уплашени. Нивниот говор на тело кажува што може да ја доведе во прашање лојалноста на многу од нив. Мислам дека он тоа го знае, ќе се обиде да делува по тие линии да спречи. Меѓутоа никогаш не знаете, особено и магнатите, особено тајкуните кои ќе осетат голема економска штета од целата оваа работа, може малце да се промени климата во Русија на полошо. Тој ќе проба со сила и со репресивни мерки тоа да го држи, меѓутоа ако не биде брз во она што го сака во Украина, ако не заврши во смисол на денови,
Не зборам дури ни за недели, во смисла на денови, тој ќе се соочи со се поголеми внатрешни отпори, кои знаете им треба време малку да се случи она што се нарекува ефект на снежна топка, да нафатат малку снег, ама ќе стануваат се поголеми и поголеми. Не само тоа, туку санкциите можеби споро се введуваат, но потоа уште потешко се укинуваат. Така што ова што сега, вчера, завчера се превзима, тоа ќе остане со години за некој од овие таргетирани. Ту се непријатно изненадено од реакцијата на оние кои мислеше дека ќе му бидат сојузници. Евидентно е дека голем дел од тие луѓе во најмала рака се држат резервирано, за некој од нив веќе и се гледа дека му вртат грб во однос на оваа авантура. Точно, Ердоган е најголемото изненадување, остра риторика, риторика на несогласување, риторика на осуда, така да мислам дека е прилично осамен во оваа авантура. И се фетишизира малку моќта на Путин и на Русија во овие констелации, мислам. НАТО сепак има некаде буџет 900 милиарди долари, а буџетот за армијата на Русија 65 милиарди, равно на буџетот на Велика Британија. Зборуваме за ако трае војната. Јас понекогаш сакам да за да контекстуализирам работата, значи во момент руската економија е со величина на Италија. Да. А Италија сепак е една од помагите економски сили во Европа, да не зборам за светот. Второ, буџетите се отприлike 1 наспроти 15 во однос на НАТО, да исклучам други национални буџети, бидејќи не завршуваат одбранбените буџети на НАТО. Економскиот потенцијал огромни се. 3 трилиони и 20 трилиони. Да, значи не е спорно, тој соодносот не е спорен. Русија и Путин се свесни за тоа. Се разбира дека штетите ќе бидат огромни на сите страни, најголема ќе претрпи штета Украина. Но колку е, бидејќи гледам дека сега измет санкциите ги таргетираат, токму и ова Ненад што го говори, на персоналитети на банки, од вчера практично на Русија е оневозможено работење со долари, со евра, со фунти и со јени. Така што таа сега не е воведена блокада на Свифтот, значи бидејќи тоа многу комплексен механизам. Свифт системот е еден систем низ кој што комуницираат во банкарското работење глобалната економија. Таа се уште не е воведена, бидејќи е прашање дали може да ја воведат, би била штетата огромна за сите. Но де факто со овие блокирана е втората, блокирани се практично банките кои што го поттржуваат и се клучни за воениот сектор во Русија, и негде околу 70% од вкупното банкарско работење на Русија со светот. И да се навратам на ова, со блокирање и со таргетирање на одредени личности. Јасно е дека таму и луѓето од првиот и од вториот круг на Путин се блиски негови луѓе. Путин игра, ако смеам само една реченица, се извинувам што упадна во збор. Путин игра на логиката дека европјаните нема да сакаат да си го притиснат ременот. Треба да се запраша дали ќе сакаат неговите соработници да си го да си го скусат ременот за да живеат поскромно и да изгубат огромни она што го смета за главна слабост на европеаните може да се покаже главна слабост токму на неговото обкружување економско, воено, политичко и така натаму кој може да претрпи големи санкции. Така да не сум сигурен дека европеаните нема да се прилагодат на новите цени на гасот и нафтата. Исто така не сум сигурен дека шокот кој ќе се предизвика кај големите руски тајкуни кои ќе изгубат голем дел од нивните економски привилегии ќе биде така лесно прифатен. Не, иако ако триумфира Путин во овој случај со оваа војна, со оваа агресија, во европјаните спремни се дури да губат, доста ќе губат и после овие санкции, меѓутоа има една друга работа што треба да се спомне. Ако Путин биде и понатаму и уште појак, уште посилен, тогаш во самите европски држави, пошто тие имат инсталации нивни. Имат и поддржувачи, не се само инсталации, има искрени луѓе кои што го поддржуваат и Путин, дури јавно го поддржуваат. И тоа не за некој стана идол. Тоа и кај нас се случува за жал. За жал. Тоа е. Сакав со тоа да го привршиме овој разговор. Какви ќе бидат, како ви се чини, какви ќе бидат рефлексиите во македонската јавност околу ова што се случува?
Мислам, веројатно пред се говориме за, како да кажем, за етнички македонската, ако смеам така да кажем, јавност, бидејќи претпоставам дека како и другиот дел, кај што се албанците доминантни, околу тоа се расчистени позициите во смисла кој на чија страна е. Како ти се чини Исмет тоа институционално добро реагиравме, брзо, ефикасно и како што треба. Мислам од првите луѓе не се. Меѓутоа, ова што го читам и го слушаме од одредени мали партии, маргинални, по овие мрежеви и така натаму, тоа не е баш добро. Тоа, мислам дека туку дури нема никаква принципиелност. Пример, мислам дека и вие го имате пишувано тоа, дека слушаме од устата на Путин, не ги признава овие од Украина. Не ги признава никако држава, никако нација дури. Никако црква, никако територија, ништо не признава. Дека се тополно познато не звучи. Во исто време сличен во однос, мислам, на идентитетот имаме со Бугарија. Тие истите кои дрва и камења кон Бугарија пишуваат и така натаму, тие истите па фетишизират и дури Путин им е херој, идол. Тоа е... Македонската националистичка сцена е добра позната, таа и при тоа национализмот е легитимна политичка опција, но говориме за овој тип на поекстремни, пошовинистички, да кажем, објави, пројави. Во тоа се вклучени и македонски големи институции. МАНУ, да речеме, една од тие каде што истакнати начело со председателот на МАНУ не пропуштаат шанса да, како да кажем, да прават жалопојки за македонската судбина и да пребројуваат предавници сегдека каде што тие мислат дека ги има. Ќе го издржи ли Македонија, македонската јавност, како ќе го издржи овој конфликт, бидејќи мислам дека си во право, целата суштина на Путиновата операција е таа да биде брза. Ако се разлече, тогаш ќе почнат меѓу другото и овој вид на дебати. Чекај се, што сака Путин, до кога вака, како може и така натаму. Додека е компактна, додека е блицкриг, тогаш га види колку е моќен, види што им направи. Како тоа ќе се пренесе овдека во нашето? Мислам дека поларизираност е помала. Вака имавме само да речеме ајде 24-48 сата колку имавме да процениме, не повеќе. Меѓутоа поларизираност е помала отколку што мислев. Мислам дека она што го кажавте е круцијално на ниво на политички актери, каков ќе биде консензусот. Оставете ги една-две или партии и тоа е демократска придобивка да имате партии кои ќе бидат про Путин. Тоа е сосема варно. Вчера после подолго време ВМРО излезе со став околу цела ова работа. И ставот беше јас. Имав прилика вчера малку да разговарам и со луѓе од десницата, да го испитам нивниот став. Во приватни разговори секако, воопшто не се гледа благонаклоно на ова што Путин го прави. Доколку ВМРО, СДСМ, албанските партии и другите поголеми повлијателни партии имаат унисон став, а имаат во оваа ситуација, мислам дека тука нема да има на ниво на некаква политичка операционализација големи разлики за тоа каков ќе биде ставот кон руската агресија врз Украина. На ниво на социјални мрежи, на ниво на јавно мислење, секогаш ќе има некакво разлачување, ќе има некаква поларизација. Во крајна линија тоа е нормално. Тоа е нормално и тоа е посакувано во едно демократско општество и ништо не е страшно. Не мислам дека таа ќе даде некакви поголеми ефекти освен таа некоја да речеме информатичка, твитерска, фејсбуковска и така натаму закрвеност и конфликтност. Надвор од тоа мислам дека на ниво на политички актери ситуацијата е прилично јасна и стабилна. Каде е, каков е ставот, беше нормално. Јас си очекував исто реакцијата од ВМРО да помене кога излезе вчера Милошовски, сватив дека тие се апсолутно на иста линија, иако знам дека ВМРО внатре има одредени превирања и така натаму како партија, секогаш живеат малку во таа некоја подвоеност на идеолошки струи внатре, меѓутоа предоминантна ова струја која очигледно го осудува Путин и не сака да даде никаква ни најмала поддршка на она што тој го прави, така да тука имаме консензус. За крај би сакал Исмет само да го консултирам, да го прашам, за тоа ќе поразговарам и со председателот Пендаровски во наредниот час. Исмет, како ова ќе се одрази на некакви регионални ситуации? Бидејќи гледам дека и Европската унија и вчера и денеска ќе продолжат со разговори, сепак овие, како да кажем, бранови кои што сега се претворат во бранчиња од целата оваа криза, стигнуваат и до нашиот регион. Нашиот регион е кревок во политичка безбедносна смисла. Ќе има ли ова голем импакт врз некои состојби? Во однос на ова што се случува во Украина, најдоброто е тоа што ние сме членка на НАТО. Мислам како држава, велам, како регион имаме доста членки кои се во НАТО и тука е
мислам, безбедноста е окей. Имаме една ситуација сега Србија, Крајна, Додик, Косово. Во Косово добро е што присутни се веќе, тамо е КФОР, тамо е и не верувам дека ќе влезе некој во некаква авантура за некоја агресија или на Србија. Ставот на Србија на Вучич како институција, он беше искрен. Рече, јас и тој го осудува, меѓутоа вика 85% од србите се про-Путин или про-руски ориентирани. Да не забораваме дека човекот го чекаат избори за месец дена. Да, има избори. Нема, мислам дека сега и Европската унија, НАТО ќе бидат малку по-свесни дека треба да се реагира побрзо тука. Мислам и стратешки проблемот наш со Бугарија брзо да се реши, со Косово и Србија поефикасно да се водат тие преговори. Во Босна исто така треба поефикасно да се... Затоа што бирократијата понекогаш и развлекувањето на работите е лошо. Се разбира. Се остава простор за разноразни... Уште една реченица. 2008, кога ние бевме одбиени поради ветото на Грција, Украина беше потенцијален кандидат, односно аспирант за членство во НАТО. Тогаш. Од 2008 до 2022 помина 14 години. И да се реагираше малку поефикасно како што од овие буфер земјите околу Русија, кога одеднаш беа примени, веќе ќе имавме сосема друга ситуација. Ненад, сосема за крај, ќе има ли влијание ова конкретно врз нашиот спор со Бугарија? Ќе се консолидираат ли некои процеси, бидејќи во една реченица ѓаволот ја однел шегата, вели народот? Апсолутно, мислам дека тоа треба да го сватат многу фактори, и домашни и меѓународни, и да се забрза процесот. Мене ми е страв дека можеме да завршиме во едно од двете сценарија, или да се забрза неговото решавање, или потполно да се заборави во пресрет на овие, да речем, подраматични настани кои ни се случуваат. Мислам дека второто сценарио е погрешно. И тука се согласуваме дека одредени процеси напротив треба да се забрзаат и да се посвети повеќе политички поголемо политичко внимание и политички капитал да се инвестира, затоа што дефинитивно се согласувам дека ѓаволот ја однел шегата во оваква ситуација во која се наоѓаме. Исмет Рамадани, Ненад Марковиќ, благодарим за ова истрпна една анализа што се обидуваме да правиме.